Еве назад повторно во студиото, а овој дел од утринскиот брифинг е резервиран и за првиот разговор за денеска. Енергетската криза затропа врз сечија врата, поскапување на електричната енергија, поскапување на фосилните горива, а поскапување има и на метанот, и тоа од 50 на 110 денари, кој што пак предизвика дополнителен удар врз градскиот превоз, што пак го натера приватниот превозник Слобода превоз да размислува од сообраќај да повлече над 20 возила кои користат метан како гориво. Иако договор меѓу нив, ЈСП и град Скопје постои, функционираат по однапред утврдена цена за билетите, сепак додаваат истиот е проектиран врз цената на нафтата и дека со истиот не се опфатени возилата кои користат метан како погонско гориво. Зашто всушност станува збор? Во продолжение разговараме со директорот на приватното предпријатие Слобода превоз Ленин Јовановски. Господин Јовановски, добро утро. Добро утро. Цената на метанот до некаде пред нова година изнесуваше 46 денари за килограм, но од 3 јануари годинава неговата вредност порасна за неверојатни 120% на 110 денари. Ваквата цена е економски неисплатлива за вас со оглед на моменталната цена на билетите на јавниот превоз, која и понатаму останува непроменита. Решение за овој проблем најавивте дека барате и од град Скопје, но велите дека треба да помогне и владата. За што всушност станува збор? Значи, ние вчера одржавме за медиумите пресконференција на која што детално ги објаснивме сите проблеми со кои што се соочуваме, меѓу другото и ова главнава за која вие баш во самата најава убаво ја објаснивте. Доставивме и две барања за тој проблем и до градот Скопје и до владата на Република Македонија, за да изнајдеме начин како би можеле овие автобуси кои што користат еколошко гориво, а кои што ги имаме и ние јавното сообраќајно предпријатие, значи не станува збор за повеќе од 55 автобуси, за да може да останат во сообраќај, бидејќи навистина ваквиот скок на цената на метанот не е поднослив и, како што кажавте, не е економски исплатлив. Дотолку повеќе што приватните превозници во процесот на својата работа се исплаќаат по цена по километар, а пресметката се врши исклучиво според нафтата. Метанот и кога се појави како погонско гориво, нели влеговме во тој процес во набавка на еколошки автобуси и моментално на еколошкото погонско гориво алтернативно е метанот и во поново време се набавени, значи, автобусите, а пресметките се правени пред повеќе од 6 години. Не сме го предвиделе како такво во тие пресметки, ниту сме предпоставувале дека може како газ, кој што од секојаш бил многу поевтин од нафтата, да биде сега скоро дупло поскапо од истата. Затоа од градот бараме да се издаде начин, евентуално да имаме одредени промени во одлуката која што го регулира овој сегмент, а од владата да интервенира со оние предлагаме, значи да интервенира со дел од оние средства што се собираат како 3 денари еколошка такса од секој наплатен литар на гориво што го прават бензинските станции. Ќе се навратиме на оваа тема. Ќе ве вратам повторно на почетокот. Споменавте дека станува збор за некаде околу 55 возила кои што сообраќаат на ова погонско гориво. И сега да направиме една дистинкција. Тоа се 22 возила кои што ги користат приватните превозници и 33 возила кои што ги користи јавното сообраќајно предпријатие. Но разликата е следна. Од она што можев да прочитам, овие 22 возила представуваат 70% од возниот парк на приватниот превозник, додека соодносот во ЈСП Скопје во однос на возилата кои што користат метан во однос на другите возила кои што користат нафта или некои други горива е помал. И велите дека токму покачувањето на цената на метанот посилно ќе удри врз приватните превозници отколку врз јавното сообраќајно предпријатие. Само да напоменам дека и пред неколку дена и од ЈСП реагира на покачувањето на цената на метанот. Ве прашувам зошто досега во формирањето на цената на билетите не го вкалкулиравте и метанот како гориво со оглед дека повеќе од 50% од возниот парк ваш користи
токму метан како погонско гориво? Значи не е повеќе од 50%, меѓутоа она што го кажував ја во проценти е дека ако се земе обемот на работа кој што го извршуваме ние како приватни превозници, со кој возен парк располагаме, споредбено со јавното сообраќајно предпријатие 50% повеќе од нив. Значи, ако ти имаат 33 автобуси на тој возен парк и на тој обем на работа кој што кај нив е 70%, а ние на овој 30 што останува за нас, кај што имаме 22 возила, значи би дошло дупло повеќе, значи како бројка, ако се оди според обемот на работа и зафаќа нели нормално поголем дел од возниот парк имаме ние со метан отколку што има јавното сообраќајно предпријатие. Зошто и како не е до сега влезено во цената, бидејќи знаете цената на некој начин во интерес на граѓаните е заштитена за јавниот превоз и таа секогаш во принцип треба да биде подостапна и да биде поевтина, за да може да се користи повеќе јавниот превоз, дури нели се најавуваше да тој целосно биде бесплатен. Проблемот е она што го кажав, дека метанот како гориво воопшто не е земен во предвид, па дури ни нафтата кога имаше скокови нагоре надоле не се коригираше во цената, иако морам да кажам дека ние како приватни превозници воопшто не влијаеме на формирање на цената на билетот, истото и ЈСП, значи таа надлежност е на Советот на град Скопје кој што одлучува која е таа цена и градот Скопје е оној кој што евентуално таа разлика што се прави од економската исплатливост на вистинската цена на билетот до онаа која што се наплаќа го субвенционира јавниот превоз. Значи веќе градот покрива субвенционира дел од чинењето на јавниот превоз, исто како што владата плаќа за оние бесплатни карти кои што се на учениците, студентите, пензионерите, кои што се донесени со одлука на владата. Значи постојат веќе субвенции кои што се даваат во јавниот превоз и една од причините зошто така лесно не се интервенира во цената на билетот е токму таа, заради тоа што веќе постојат одредени субвенции кои што го покриваат вистинскиот трошокот кој што се наплаќа од патниците. Иначе морам да кажам дека во регионов и пошироко во Европа имаме едно од најевтините билети во градскиот превоз. Во соседството, да кажеме, Србија и Бугарија, билетот е поскап дури за 50%, а во другите држави уште повеќе. Да, но за разлика за тоа имаме најскап метан споредено со другите земји. Баш ги гледав тие статистики. За жал во моментов е таква ситуација, јас следејќи ги цените по цела Европа во сите држави, гледам дека сме на врвот на цената по метанот, за метанот, иако знаеме дека на светските берзи има драстичен пораст на цената, меѓутоа веројатно одредени држави реагираат во ублажување на тој ценовен шок кога станува збор за ова погонско гориво и некаде цените воопшто не се поместени. Еве нешто што имам како сознание за Бугарија, например, тие имаат негде повеќе од 30% помала цена на плаќето од онаа која што моментално е на светските берзи. Затоа бараме помош од владата која веројатно ги знае механизмите, ги следи процесите и знае како да реагира во една ваква ситуација, бидејќи сепак она разлика што се јавува имаме од по килограм од 20 денари која што е наметанот во Русија и се движи некаде 40, 50, 60, 80 па стиги до 100 денари. Сепак моментално сме, кажувам, на врвот на она што значи метан и затоа реагираме. Мислиме дека
Така, владата излезе со реакција, рече дека одговорноста треба да се бара во град Скопје. Од регулаторната комисија за енергетика меѓувреме се прогласија за ненадлежни за регулирање на цената на метанот. Кој ја регулира цената на метанот кај нас? Значи цената на метанот си ја регулира добавувачот, значи таа воопшто не е влезена и регулаторна комисија точно дека е ненадлежна, што не значи дека во иднина не треба да се размислува дека треба да биде, со оглед на тоа што еве доаѓаме до едни вакви ситуации и ваквата ситуација пак ќе кажам општо не погаѓа само нас како превозници во јавниот превоз, кои што сме одлучили да го користиме во еколошко гориво, има и други компании, еве се соочува исто и топланите се соочуваат со истиот проблем и веројатно треба да се размислува во тој поглед да сепак оние дејности што се од јавен интерес да бидат фокус на владата и да размислува за некакви решенија во рамките на законот каде што ваквите ценовни шокови ќе ги амортизира. Ако може тоа да го прави за цените на некои прехранбени продукти кои што се од особена важност за граѓаните, треба да го направи за оние дејности кои што исто така се од важност од граѓаните и не сме да се дозволи да тие во одреден момент застанат заради неможност на нивното функционирање. Замрзнување на цената на горивата ќе го реши проблемот? Само да завршам, се извинувам, владата сепак мора да биде вклучена во овој процес и заради тоа што претходно го спомнав, но и заради тоа што, ако знаете, пред известно време оно што го спомнав на почетокот, се наплаќа еколошка такса, а ние зборуваме за еколошко гориво и еколошки автобуси кои што ние сепак сме ги земале во нашата флота за да помогнеме во надминување на оваа да кажам еколошка криза или оваа загаденост во градот Скопје, а Скопје припаѓа на сите и Скопје е центар на Македонија, главен град на Македонија и сите треба да бидеме загрижени за тоа што се случува во главниот град. Пред малку во разговорот ги споменавте најавите за бесплатен градски превоз. Возможно ли е во вакви услови да се воведе бесплатен градски превоз? Со оглед на тоа што вчера на пресконференција соопштивте дека дополнителен проблем е долгот настанат кон добавувачите на метан и нафта од 43,5 милиони денари, кој пак секојдневно, како што рековте, расте. Која е причината за оваа финансиска дуга? Да, малку е лошо пренесена таа информација, значи не се однесува на добавувачите на ЦНГ-то, значи се однесува на комплетно на сите добавувачи кои што ги имаме како приватни превозници, а долгот е настанат заради тоа што имаме нередовни исплати во изминатата година од страна на јавното сообраќајно предпријатие кое што веројатно го има исцрпено и цел буџет и сите субвенции за нешто друго наместо да биде употребено да бидат тие употребени средства за што се наменети. Бесплатниот превоз е возможен, меѓутоа кажав дека за реализација на такво нешто потребни се одредени предуслови. Не се само финансиските средства кои се секако битни и мора да ги има, меѓутоа има одредени предуслови каде што треба да се направи оптимизација и испитување на постојната мрежа на линии и токму тоа го кажав, не можеме ние во процес кој што ни се случува во изминатите години да додаваме категории на бесплатно користење на превозот, како што ги споменав, нели студентите, пензионерите и сите тие што добива одреден и средношколците добија исто така право на бесплатен превоз, а воедно да ви остане истата мрежа на линии во која што не е променета повеќе од 25 години. Бидејќи ако вие стимулирате и дозволувате користење на поголем број на патници, бројот на возни единици треба процентуално да се зголемува. Не да се наруши комодитетот на оние кои што се веќе корисници и оние кои што го плаќаат. Значи морате вие да направите одредени промени во бројот на вклучени автобуси за да може да ги абсорбира сите оние нови патници што треба да бидат, и тоа е целта, нели, бесплатниот превоз како главна идеја е да се намали користењето на автомобилите и поголем број на патници да се возат во автобусите. Меѓутоа
Како ќе ги возиме ние тие патници ако немаме доволно автобуси, ако нас и сега ни се преполнуваат автобусите, особено во оние врвни часови кога е патувањето до и од работа. Значи, сега ние имаме, например, и некои инстант мерки кои што се носат, загадувањето, имаме енормно загадување, градот веќе неколку години наназад практикува да некој ден, два, три или промовира, односно понуди на граѓаните бесплатен јавен превоз, меѓутоа без при тоа да имаме возен ред кој што ќе биде применлив во такви услови. И ние тоа го правиме со истите автобуси. И после некои патници остануваат на автобуските постојки, не можат да се качат заради преполнетост на автобусите. Така да не може кампањски да се делува во јавниот превоз. Јавниот превоз, како што кажав, е еден сложен систем на кој што треба да му се обрне стручно, особено внимание и да функционира онака како што треба, а не онака како што некој очекува да биде или некој сака да покаже дека правиме нешто во превозот и тоа да е во функција на, не знам, убаво да звучи или да се собере некој политички поен. Значи тука е посериозна работа. Бидејќи сме на крајот на овој разговор, кратко ќе ве замолам само да ми одговорите дали доколку како што велите се нема слух за решавање на овој проблем, бидејќи кажавте дека испративте барање и до владата и до град Скопје, можни ли се протести? Не, во ситуација во ваква ситуација сега како што е заради енергенсот, сметам дека секој протест е неоправдан, меѓутоа сепак кажав ќе се одрази на нашето работење, ние тие автобуси нема да можеме да ги ставиме во функција и ќе мора да бараме некакво решение, ќе вклучиме некои стари автобуси тогаш. Штом немаме разбирање да имаме во градот Скопје еколошки автобуси за кои што веќе вложивме средства, ние ќе ги вратиме старите автобуси кои што немаат доволен еколошки стандард и ќе возиме со нив. Значи непримерно е да му протестираме на некого ако тој не сака да помогне. Ние бараме помош, а не уценуваме. Значи ја кажуваме ситуацијата за која што сите треба да придонесат во незиното решавање. Значи не е проблемот дојден до такво ниво да мора да се протестира. Сепак оваа работа у крајна линија треба да ја решаваме исто и со градот Скопје, заради тоа што побаравме и средба. Се надевам дека денеска ќе се оствари планираната средба со надлежните во градот Скопје и со градоначалникот на град Скопје, каде што ќе видиме кој ќе биде дел од со кој што ќе може да се помогне во оваа ситуација. Сепак ние како приватни превозници имаме подпишани договори обврски кои што нас не обврзуваат дека мора да ги одржуваме линиите на определен начин, а не покачувањето на ЦНГ-то во моментот вака како што е не ни дозволува, како да кажам, ниту од морални, ниту од било кои други причини да протестираме. Можеби протестот повеќе би држал за долгот кој што јавното сообраќајно предпријатие го има спрема нас, кој што спомнав дека во вкупниот приватен превоз е кај нас во Слобода превоз е околу 43,5 милиони. Во другото предпријатие Мак Експрес, колку што сум информиран, е околу 18 милиони и ние бараме и за тој проблем решение, кој што се надеваме дека ќе го добиеме, бидејќи ако тие средства ги немаме, ние ќе не можеме да функционираме ниту со другите автобуси, ниту ќе може да набавуваме ни друго гориво, ниту ќе може да исплаќаме плати. Тоа е посуштинскиот и поголем проблем кој што би не натерал на протест, меѓутоа се надевам дека до тоа нема да се случи, бидејќи влеговме во една нова година, каде што повторно ќе бидат на располагање новиот буџет и се надевам дека ќе бидат долговите подмирени. Така, веќе го надминавме времето за денешниот разговор предвидено. Секако темата е широка, заслужува можеби многу повеќе простор. Ти благодарам за денешното учество во утрински брифинг. Ви благодарам за интересот, имајте убав ден.